Почитувани гледачи, мислам дека емисијава што ја започнавме за Радовиш не можеше и поинаку да се започне. Со оглед на тоа дека во текот на вчерашниот ден Радовишани го одбележа и својот ден, својот патронен ден, денот на ослободувањето, а борачите на актуелниот шампион во борање слободен стил, борачите на Бучемјака, во предвечерието на денот на ослободувањето на Радовиш донесоа честитка, и тоа каква честитка. Прво место во Европа, шампиони на Европа, европска титула за прв пат во Македонија, што воедно значи и успех не само на Радовиш, на радовишките борачи, туку успех и за боречките спортови во Република Македонија. Токму затоа со честитка кон нашите гости за освоената шампионска титула, со честитки по повод изминатиот патронен ден на градот Радовиш, денот на ослободувањето, и ја започнуваме оваа емисија, во која, почитувани гледачи, наши гости ќе бидат професор доктор Ванчо Чифлиганец, директор на рудникот Бучим од Радовиш, инаку и председател на боречките спортови во Македонија. Го познавате и од екраните од Собранието на Република Македонија како пратеник, и нашиот втор гостин е господинот Кирчо Сусинов, началник на Оделението за урбанизам при истоименото министерство во Радовиш. Ке говориме најмногу за она што значи постигање во Радовиш, за она што значи живот, и покрај овие, да ги наречеме, неминовности кои што се јавуваат со освојувањето на шампионската титула. Меѓутоа, животот оди понатаму, проблемите, но и успесите остануваат за радовишани и не само за нив. Токму затоа во почетокот на нашава емисија ќе проговориме, почитувани гледачи, за она што значи есенска сејдба, но и она што значи изгубена вода во Мантово. Императив на вработените при земјоделско-индустријскиот комбинат, друштво со ограничена одговорност Благој Туфанов од Радовиш, е производство на еколошки здрава храна. Во овие сложени услови на стопанисување, како да се оствари тоа? Познато е, агрокомплексот, а во тие рамки и комбинатот, се наоѓа во целосна финансиска блокада. Основна причина за лошата финансиска состојба е нередовната исплата на обврските за извршениот откуп на предходната производствена сезона, високите каматни стапки и плаќањето со компензација. Токму поради овие причини, а делумно и поради лошите временски услови, доцни една од исклучителните операции во агрокомплексот – есенската сејдба. Во Радовишкиот комбинат треба да се насеат 260 хектари, главно со пченица и јачмен. Досега се реализирани само околу 40%. Причината е недостиг од средства за набавка на основните репроматеријали, пред се нафта и резервни делови за застарената механизација. Меѓутоа, 155 работници, начело со директорот Костадин Георгиев, веруваат дека есенската сејдба целосно ќе ја реализираат по 20 дена. Овоштарството е застапено на околу 400 хектари. Од годинашнава реколта се собрани 900 тони квалитетно овошје, засега сместени во сопствениот ладилник со капацитет од 300 вагони. Пласманот, не информира директорот Георгиев, е речиси обезбеден. 75% ќе бидат реализирани во свежа состојба, а 25% ќе се преработат во капацитетите во Царев двор и во Неготино. Комбинатот располага со фарма од 200 глави. Исхраната на стоката е од сопствено производство, но и овде има проблеми. Доцни исплатата на премијата за млекото. Условите за работење се отешнати и поради тоа што млекото не се исплаќа во готово, туку по пат на компензација. Вработените вредно работат, зашто се убедени дека агрокомплексот има навистина светла перспектива. Господине Томов, каква е хидролошката состојба со езерото Мантово? Моментално хидроложката состојба со езерото Мантово е на кота 387,02, односно има корисна површина, односно површина за наводнување околу 5 милиона кубика. Имајќи во предвид дека во претходните 3 години немаше вода за наводнување, сега можеме да кажеме дека хидроложката состојба е нешто подобра, но не толку, односно доволна за да кажеме дека наредната година ќе има 100% наводнување.
Еве, годинава имавме доста врнежлива година. Значи ли тоа дека има значајно подобрување со вода? Имајќи во предвид дека во текот на летниот период имаше доста врнежи, надпросечни за претходните неколку години, можеме да кажеме дека хидролошкото состојба беше добра летото, но сега, септември, октомври, па и почетокот на ноември е доста лоша, односно нема никакви падавини, поради што не можеме со сигурност да тврдиме како ќе биде за понатаму. Со оглед на тоа, вие рековте дека 3 години нема наводнување. Каква е состојбата со каналската мрежа? Состојбата со каналската мрежа не е добра. Од наша страна редовно се врши нормалното чистење и одржавање на каналската мрежа, но од страна на водокорисниците е присутно големо оштетување на истите. И за кое нешто ќе ни требат доста големи материјални средства за да ја доведеме истата во функционална состојба. Мое мислење, не сакам да бидам претеран оптимист, финансови средства ќе најдеме, односно мора да најдеме и каналската мрежа мора да ја доведеме во функционална состојба. Нека биде, почитаме гледачи, и овој последниот прилог повод за да го започнеме разговорот со господинот Ванчо Чифлиганец. Господин Чифлиганец, несомнено дека водата е неминовност како во поглед на обезбедување по домовите, но и водата е неминовност и за наводнување на културите, особено земјоделските култури. Вие работите во организација која што се занимава со истраги, се разбира од областта на рударството, но не ви се туѓи истрагите, колку што нам не познато во Радовиш, кон останатите извори за снабдување со вода. Пред сега имаме објектите нереализирани Оравовичка река, понатаму објектот или можниот објект на Плаваја и така натаму. Што како рудник, како предпријатие кој што го носи развојот во Радовиш, имате направено на овој план? Најпрво би сакал да кажам фактор вода пошироко го ние сваќаме пред се како број 1 за животната екзистенција на граѓаните, посебно по местните заедници, за животната екзистенција на граѓаните во местните заедници кои живеат од земјоделие, од утом, пченка и така натаму да не ги сега набројувам. Ние тоа најодговорно мислиме дека фактор вода не само во Радовиш и пошироко ќе биде проблем број 1 во Република Македонија, бидејќи знаеме последните 10, па и да не кажеме 15 години, тоа се интензивно сушни години и што се веќе одразува. Благодарение на хидролошката состојба за оваа година преку летните месеци, ние имавме вода за пиење и не се осети кризата, односно сушата во 1995 година. Ако се поновеше 94-93 година, веројатно ние денес, како Република, се зборувам конкретно за Радовиш, ќе беше проблем број 1 и пиеќата вода. Господин Чифлиганец, да ви подсетам, и веројатно подобро го и знаете тоа, велат вашите колеги, научници од светот, богат ќе биде оној народ после 2000 година кој ќе има здрава и чиста вода за пиење. Па тоа е веќе актуелно и денес, не само во Македонија, па и пошироко. Ние како Бучин, бидејќи сме исто така потрошувачи на вода од браната Мантово, тоа најотворено сакам да го кажам и пред гледачите, пред јавноста, ние трошиме од браната Мантово околу 10% од вкупната вода. Тоа е значи околу милион и пол кубика вода. Тоа е многу малку во однос на потребите на граѓаните за земјоделието. Ние имаме една морална обврска и една материјална обврска за да партиципираме во инвестирањето на овие истражувачки работи за вода. Например, Оравовичка река, комплет проектите и до сега за геомеханичките испитувања, геолошките испитувања, терен, тоа беше на терет на рудникот Бучин. Ние овде не застанавме, сега извршиме испитувања со евентуално, ако се заобкружи инвестицијата од 10 милиона марки или долари инвестицијата во Оравовичка река, со кој материјал ќе се прави преградниот зид и така натаму. Единствен носител моментално како инвеститор е Бучин и сите стручници од рударско-геолошката и градежна струка и заедно со Мантово ги работиме на Оравовичка река. Овде не застануваме. Проблемот со изградба евентуално на Оравовичка река не се решава проблемот за вода за пиење и за водоснабдување на територијата на Радовиш. Единствен спас, еве најодговорно сакам овде да потенцирам, за Радовиш и пошироко од Радовиш, за источниот дел на Република Македонија, тука е и Штип, тука е и Струмица, Валандово, Гевгелија, Дојран, е Плаваја. Плаваја, еве ние сега како рудник Бучин инвестираме
едно 300 до 500.000 долара како единствен инвеститор сега во Бучим. Тоа е низ фазата рекогносцирање на теренот кој го правиме ние со нашите стручњаци од Бучим и со консултантни експерти вклучувани од Републиката. Сега ќе вршиме длабинско бушење за геомеханичките испитувања да ги вршиме и ред други работи. Бучим се јавува сега во почетната фаза како инвеститор. И веројатно ќе се појави и како еден од главните институти во натомошната фаза ако се заокружи инвестицијата. Веројатно ние ќе учествуваме со 1 милион до 2 милиона долари како објект, како Бучим, евентуално ако се најдат средства за окружи инвестицијата на Плаваја. Веројатно, кога веќе споменавте, го имате предвид и фактот дека за Плаваја, тоа е за овој објект, веќе имат споменатите, нек дел од споменатите општини Штип, Радовиш, Струмица, имат веќе одредени договарања, почетни се разбира, веројатно тука се наоѓа и рудникот Бучим за одење кон изграба на овој објект, водоснабдителен објект, кој ќе значи и живот за тој дел од Републиката. Тоа едноставно со народниот збор речено, тоа е спас за Источна Македонија, тоа за овие општини што го реков. Ако ова инвестиција кошта околу 50 милиона долари, кој ќе се врати за брзо време, затоа што Плаваја не е само за вода за пиење, односно за водоснабдување, има тука и доста пропратни елементи, да не кажеме и мини хидроцентрали и така натаму. Хидроцентрали, мислам дека тука оваа инвестиција од 50 милиона долара, ако овие општини може да обезпеат инвестиција од сопствени извори 10-15 милиона долари, овие општини што го реков, мислам дека мора оваа Република Македонија со помош на светската заедница, да не кажам светски банки така, да се најдат останатите средства од 30 милиона долара. Добро. Тоа е спасот за овој дел на Република Македонија. Ако вака говорите, па да го искористиме вашите присуства и од онаа страна, вие сте и пратеник во Собранието на Република Македонија, веројатно вие и останатите пратеници од овој дел на Републиката ќе можете да дадете придонес во согледувањето на можностите што ги дава токму оваа брана. Јас верувам дека тоа ќе дојде на дневен ред пред се ние како дел од Републиката. Тоа ќе го наметнеме принципелно, не до тоа од локал патриотизам, дека што многу така објекти се постават на ниво на Република и верувам дека ќе биде тоа и пред актуелната власт, да не кажам и пред парламентот и пред ресорните министерства, дека ние мораме да тражиме помош од пошироката заедница, која викам тоа мислам од светската заедница, да се, ако ние можеме да обезбедиме 10-15 милиона долара овие општини од собствени средства, мораме да најдеме начин како да ги најдеме останатите 30 до 40 милиона долари, да за многу години, да не кажам децени и столетие, факторот вода за пиење и за водоснабдување се реши. Уште повеќе кога веќе, ако е така како што рековте, дека многу брзо тие средства ќе се вратат. Добро, ќе говориме понатаму во емисијава, меѓутоа ние одиме понатаму со подготвените прилози, именно програмата на градови, екипата која подготвуваше оваа програма, наврати и уште еднаш на темата земјоделие. Колегата Гоче Јанковски. Годинава и општина Радовиш е за... Па и оваа година, како и претходните години, и подрачно општината Радовиш не беше имуно од невремето, така да ние оваа година имавме 16 градобијни дена, од кои најкатастрофален беше на 6 јули, кој ги зафати општините Кавадарци и Неготино. Ние во Локавичкиот терен, конкретно, имавме над 500 штети, записници на сите видови земјоделски култури. Посебно морам да нагласам дека тутунот, кој е претежно застапен во општината Радовиш, во сите населени места, беше најпогоден, така да имаме само околу 5100 проценити штети на нашите тутунопроизводители и по сегашната цена на тутунот, некаде сметаме дека штетата се движи над 12 милиона нови денари. Имаме осигурување на другите земјоделски производи, претежно на житариците, лозијата, овоштијата, пиперот, кој е последниве години доста застапен на нашето подрачје. Какво е таму оштетувањето? Па, зависно од реонот каде што е опфатено, да речеме во Лакавицата, како што реков, од 100%, да во другите реони се движи некаде од 20 до 40%. Во денари колку тоа изнесува? Па тука некаде кај овие, посебно кај лозијата и овоштите
овошните наследи некаде се движи околу 2,5 милиона денари, додека житарици имаме исто житарици издвоено, бидејќи тоа го различно и плаќаме, некаде да се движи околу 700.000 денари. Дали е исплатена штетата? Па да, како доспеваат, мислам, како се продаваат, како се наплатува премијата, така ги исплаќаме штетите. И ве рековме дека навраќаме повторно на аграрот, на земјоделието, меѓутоа во продолжение само да кажеме дека општина Радовиш по бројот на жители и бројот на она што значи тутуно производство, тука е некаде, ако не подобар, туку рамен на познатиот тутунарски крај, Прилепскиот крај. Колку и како се размислува на приватизацијата во тутунското предпријатие Јака во Радовиш? Конечно веќе тутунот од полето е прибран по домовите. Тоа значи дека е започната и подготовката за предавање на откупните предпријатија како што е и акционерското друштво Јака од Радовиш. Тоа образ ге повеќе подготвени да ја пречекате годинашнава откупна сезона. Годинава е една од многу карактеристичните години во врска со производството и откупот. Очекуваме некаде околу 3500 до можда близко 4000 тона тутун, меѓутоа многу лош квалитет е тутунот оваа година. Познато е зашто е тој таков. Паралелно Јака, како и останатите предпријатија, се прилагодува и на позитивните прописи, односно ги реализира зафатите кои што стојат. Тоа значи активности и за приватизација. До кој степен овие активности се присутни и во вашето предпријатие? Фактично почетокот на приватизацијата го има започнато уште при крајот на 1991 година. Таа продолжуваше со одредени законски ограничувања, лимитирање во 1992-1993 година, меѓутоа се на се по тој стариот така наречен Марковичев закон на приватизацијата, Јака е приватизирана некако околу 58-59% од капиталот, заедно со тој дел што е нормално треба да се преостапен на фондот за пензијско риско осигурување, некаде околу 63-4% е степенот на приватизацијата завршен, на преостанатите 35% за тој дел приватизацијата тече. Ние преминавме на утврдување на вредноста на капиталот, односно проценка, така популарната проценка на вредноста на капиталот, затоа се договори со една светска компанија специализирана за проценка на предпријатијата, на вредности на предпријатијата, така наречена Deloitte Touche, со седишта по сите континенти. Они завршија со проценката пред 3 месеца, таа проценка е предадена во Агенцијата за приватизација и сега ние чекаме на Агенцијата за приватизација, на Комисијата при владата на Република Македонија да се произнесат по моделот за приватизација кој ние го одбравме, моделот на така наречен откуп на предпријатието од страна на вработените. И до крајот на годината би требало да се заврши оваа фаза од приватизација. Целосна приватизација треба да заврши некаде во рок од 4-5 години, кога треба да се целосно изврши отплата. Господине Чифриганец, имајќи ги предвид овие искажени зборови во претходниот прилог, трансформацијата во предпријатието Јака, може битно е во оваа емисија да проговориме и за дел од она што значи трансформација на рудникот Бучим, со оглед на тоа дека Бучим со својот капацитет, со својата работа, ги надминува општинските рамки. Тоа е капацитет и од републичко значење. Одговорноста повеќе и за трансформацијата на ова предпријатие. Јас најпрво би сакал да кажам, кога се каже трансформација, до некаде се прима така мирно, кога се каже приватизација, се мисли дека некој од тој колач ке грабне за себе и така натаму. Бучим е можеби единствено предпријатие покрај успехот, единствено предпријатие кој денес постои работнички совет од 53-та година, што е като комунизам, социализам и така натаму. Али од ова место ниту јас како генерален директор, ниту на моите соработници, па и на вработените не смета што постои работнички совет и успешно се справаме и нема овде недоразбирање измеѓу раководство, работнички совет, синдикат или вработени. Ние од кој бројме 800.000 вработени,
функционираме можеби некако швајцарски часовника, 800 вработени. 800 до 1000 вработени. Како еден часовник кој малку касни напред назад, али овде сме, така да не ни смета. Што се однесува кога сме овде на трансформацијата, мислам дека ние мораме да се трансформираме во согласност со постоеќите прописи, односно закони што ги диктира времето. Не тоа само ние како Република Македонија. Тоа е Европа и свет и светските банки го диктираат. Во Европа и светот, не? Така да трансформацијата сакале не сакале мора да биде присутна во рудникот Бучим, единствениот рудник на бакар и злато, кој тоа вредноста на капиталот е огромен. Сега не сакам некои цифри да спомнувам. Ние имаме сега една група експертска која ни прави проценка, може би не е светско име, али може да даде. И има ангажирано уште една рецензентска група така од познати експерти, ќе даде што значи трансформацијата и дали воопшто може да ние зборуваме за некоја приватизација во Бучим, и приватизација има различни модели. Јас илузорно ми било да од ова место кажем ние ќе го приватизираме и ќе го земе 1, 2 или 3, 5 човека. Најверојатно ќе го од ова место зборувам, ќе го прифатиме моделот што е во функција на остварување на производствените резултати, подобра мобилизација, мотивација на вработените и на крајот целта за подобра ефикасност во секојдневното работење. Ако ние произведуваме сега 8000 тона метал, со трансформацијата треба да најдеме модел кој ќе произведе барем 1%, да не кажем и повеќе од досегашното, или ефикасното во финансиското работење. Тоа е за мене водилото за кој модел ќе се одлучиме. И можеби во овој момент е најдобар моделот да секој си има свој удел, свој дел во рудникот, ако тоа ни го овозможи законот, прописите. Добро, дали тој ова си... Иначе не треба да се зборува да сега единствениот рудник на бакар и злато ќе го приватизират еден дел на луѓе пред се раководниот кадар. Мислам, тоа е апсурда. Во овој момент и ние како одговорни субјекти помислуваме така, ниту па можеме да се занесуваме во тоа. Значи и тоа дека е оставено на науката, на тие стручни екипи кои што сте ги ангажирале од светот? Тоа е оставено на стручниот раководен кадар, на сиот потенцијал вработени од 800 луѓе кои се таму. Не е тоа оставено затоа што веројатно Бучим го стават под лупа и некои фирми страни како да дојдеме во рудникот, како да влеземе. Така да нашиот морал и нашето однесување нема да дозволиме да Бучим биде рудник за 5 години или 3 или 10 некој да влезе, концесии да ги купе, да го израјбува, да го максимално експлоатира, после да го стави. Тоа нема да го дозволиме. И тука мислам, одговорно, морално и не патриотски, него онаа како граѓани на оваа држава, ние мораме на минералното благо, на националното благо да водиме сметка. Не е тоа задруга, не е тоа преработувачки капацитет кој може не во оваа општина и во друго, тоа е рудник кој се раѓа секоја 50 и да не кажам и секое столетие. Значи ли тоа дека вие отприлике до сега и наслутувате на кој начин и како ќе ја извршите оваа трансформација на рудникот? Какви се основните или досегашните согледувања? Со постоеќите прописи, закони и реков само ќе не биде мотивацијата што поголема ефикасност во производство и во севкупното финансово работење, и ако тоа возможе секој вработен да си има свој дел на акција. Отприлике до кога ја планирате оваа трансформација? Планираме со 31.12.1995 да заврши и од 1. јануари да функционираме со постоеќите закони. Господин Чифлиганец, успех во оваа трансформација се разбира и на... Ако ние оваа година имаме извоз $25 милиона, мора во новите услови на стопанисување во овој трансформиран рудник Бучим сега, ние мораме да речеме $25,1 или $30 милиона. Ако ние го трансформираме и немаме подобра ефикасност, мислам не сме постигнале целта. Добро, ние ќе проговориме. Иначе илузорно да се занесуваме, ние рудникот ќе го приватизираме со огромен капитал, сега некој проект да спомнам од 100 милиона марки. Да оставиме бројките за некоја друга прилика. Добро, одиме ние понатаму, почитувани гледачи. И во Радовиш, како и во странатите градови во нашата држава, доста се вложува или се посакува и развој на малите или приватните предпријатија. Еден капацитет во Радовиш, приватно предпријатие, го привлече вниманието на програмата на градови, поточно на екипата која ја подготуваше оваа емисија. Метал Промет е предпријатие кое го посети, за кое говори во прилогот колегата Гоче Јанковски. Евидентен е подемот на приватното стопанство во општина Радовиш. Меѓутоа превладуваат трговските предпријатија. Многу ретки се производствените. Едно од производствените предпријатија е и Метал Промет. Од кога започна да работи вашето предпријатие? Предпријатието работи више повеќе од 5 години, уште од први се
предпријатија кои почна да се регистрират и ние бевме регистрирани тогаш. Што произведувате? Со повеќе од металната галантерија, како главни производени се овие ормари, метални сталажи, исто. Работиме и по порачка за поголеми објекти, тоа е исклучено по порачка. И све што метал, балконски огради, врати, прозори и слично. Значи широка лепеза. Меѓутоа, дали вашите производи наоѓаат пласман на пазарот? До сега го имаме пласмано. Нормално со поконкурентни цени настапуваме и така до сега го имаме добре пласмано. Секако производството мора да тече. Забележав надвор дека вие ги проширувате вашите капацитети. Па нормално дека по комотно работење е поефикасно. Сега прошируваме уште едно 300 квадрата тука. Тоа ќе биде како настрешница, нема да биде помошен дел од работилницата. Али ќе ако има услови за проширување, може се мислам вработат уште повеќе работници. Вие сте веќе искусен стопанственик. Колку имате вработени? Па моментално имаме негде околу 12 за стално вработени и имаме преку младинската задруга за кратко време сега за испомош нешто. Еве, рековме и во Радовиш постои интерес, барем таков впечаток стекнавме, за развојот на овие приватни предпријатија. Нашиот гостин Кирчо Сосинов е началник на Одделението за урбанизам во Радовиш. Пак, господин Сосинов, дали ова констатација што ја кажуваме дека има интерес се изразови преку побарувањата на плацеви за развој или градба, отварање на нови капацитети во приватниот сектор? Да, во тој смисол ние минатата година, 94-та година, извршивме и ревизија на деталниот урбанистички план на градот Радовиш, со кој што имаме предвидено доволен број на локации за развој на ова, како што нарекуваме приватно предприемаштво, мало стопанство, така да тој број е доволен за развој на градот за наредните неколку години. Меѓутоа, реализацијата оди малце отежнато од причини што тие парцели се или во приватна собственост на граѓаните, или се на некои поранешни општествени предпријатија кои еве немаат слух за тоа дека треба и развојот на ова мало стопанство да го форсираме, така да реализацијата од земањето на земјиште од нив оди малце отежнато преку Одделението за имотно-правни работи. Тие поднесуваат жалби до второстепени органи и така натаму. Меѓутоа неколку такви локации се веќе во завршна фаза и набрзо ќе бидат распишени. Мислам дека ќе бидат задоволени потребите на граѓаните од ваков вид на локација. Добро, вие веројатно имате увид во тоа за какви капацитети станува збор за помали предпријатија во кои би можеле да се вработат од 30 до 50 луѓе. До се производни капацитети или пак? Производни, во главном производни капацитети, видовте од прилогот кој го подготви вашиот новинар. Слични такви иницијативи има доста во Радовиш и мислам дека еве во текот на почетокот на наредната година доста од нив ќе бидат и реализирани. Сакате нешто да кажете? Мене ме радува што еве во прилогот сте и приватна иницијатива во Радовиш и сакам од ова место да кажам дека свеста кај граѓаните на општина Радовиш се менува. Она што беше до вчера државно како дека сигурна екзистенција живот, веќе тоа правило не важи и приватната иницијатива во Радовиш е многу присутна и не само што присутна, има мали предпријатија, али се многу коректни во секојдневното работење, плаќање, доверители и така натаму. Еве бучим работи со можда не со голем број на фирми, одради со мал, али со оние што работи тоа се едни коректни партнери што еве во оваа прва фаза на приватнаштво тоа дава гаранција дека оваа трансформација, оваа усмерување ќе оди добро. И верувам дека потребите, еве контактирам јас со доста приватни бизнисмени од Радовиш и како еве стопанственик и како функција пратеник, и не е битно колку со граѓани контактирам. Првата прилика кога ќе се издвојуваат средства за развој на приватнаштвото, мислам дека Радовиш тек тогаш ќе добие право светло користејќи поволни кредити за користење еве тоа производство, еве што го дадовте денес, он е без еден денар кредит.
а има уште 50 на 100 да кажеме и 200 такви приватни инициативи кои сакат со производство да се бават, не со она чиста трговија, извоз и увоз. Значи во Радовиш постои доволен број на програми кои што би повлекле и консумирање на Има средства. доста успешни бизнисмени, приватни кои чекат прав момент да ги вложат своите средства со помош на државата, со помош на некои поволни кредити и да се направи некој капацитет со 100 вработени. Ке ми дозволите Што е многу битно, што свеста кај граѓанот, кај бизнисменот се веќе вменува. Ке ми дозволите едно забележување за време на престојот во Радовиш. Си имам впечаток дека токму овие приватни бизнисмени, овие приватни сопственици на капацитетите имаат или враќаат еден однос од минатото. Имено, да не му сметам на соседот кој има слично или исто предпријатие. Не му се мешам во неговата производна програма. Значи ли тоа и подобро и во односите на плаќањето? Значи ли тоа подобро во односите на заеднички да тргнеме кон подобар развој? Тоа благовремено се сватило дека треба така да биде и тоа е најдобар пат што е така. Без некои државни акти така ќе се постапи како што порано имаше донесено овој капацитет овде ќе се бране оној. Али ако ние сме измеѓу Струмица и Штип, Кочени, од другата страна Валандово, нормално бизнисменот кој ќе вложи своите 50 или 100.000 марки не може да ги вложи во дуплиран капацитет кој го има во Штип, кој го има во Струмица, кој го има во Кочени, кој го има во Валандово. Значи односот према вложените средства веќе е друг. Тоа е не само еснова, свеста кај луѓе, тоа што реков, не е тоа државно ќе го вложам да го изградам, па како ќе биде, него напротив ќе го вложиме што побрзо да се врати. А тоа ме радува, еве, општина Радовиш веќе оди кон тој правец. Господине Сосинов, од тука и одговорноста повеќе да се разрешуваат тие проблемчиња кои што се поразвиен град ќе имаме. Проблемчиња во поглед на обезбедување на локации. Секако еве јас ги разбирам нестрпливите бизнисмени, така да ги наречем од Радовиш, кои секојдневно бараат такви локации. И со право барат. Секако дека со право бараат, но се надевам дека имаме веќе неколку реализирани, сега се најавени во блиска иднина и неколку конкурси за такви локации. Мислам дека ќе бидат задоволени потребите на луѓето од таков вид на локации. Нека биде и така. Дали со промената на одлуката за висината на социјалното заштитно ниво се менува и структурата, односно бројот на лицата кои што примаат социјална заштита во општина Радовиш? Купните помошти ќе се намалат скоро за 40%, или поединечно да речеме за 5-члено семејство, досега беше 5751 денар, а сега ќе биде најмногу за 5-члено домаќинство 4259 денари, што значи за сите оние вработени кои што земат личен доход ќе се прави корекција, односно сите ќе бидат отпаднати и затоа сметаме дека бројката на корисниците на социјално заштитно ниво сигурно ќе се намали за околу 300 семејства. Дали оваа бројка во однос на бројот на жителите во Радовиш е значи многу или пак е во рамките на останатите просеци во Републиката? Па сметаме бројката од 1270 корисници, односно домаќинства, со 4506 члена во домаќинствата, е во рамките на тоа што е во сите општини во Републиката. Сега во наредното тромесечие ние ќе вршиме корекции, ќе вршиме увиди на лице место кај сите семејства, оти тие се прифатени да речеме скоро една година, може да има некои промени во семејствата и ќе мора да се испита на лице место. И малку е заострено това, мислам, од страна на Републиката, оти нема средства толку во буџетот. И со тоа што е намалена помошта, се гледа оти ќе се врше по-голема корекција и повеќе контрола на сите корисници на социјално заштитно ниво. Тоа е неминовно поврзана со вас, односно со одделението во кое што вие работите и раководите. Несумнено, животот во урбанизирана средина го наметнува и времето, но и потребите на луѓето. Па како информација, најнапред да кажам дека степенот на урбанизираност во општина Радовиш е на потребното, би рекол, задоволувачко ниво. Покрај тоа што имаме основни и детални урбанистички планови за градот, имаме и детални урбанистички планови за 12 селски населени места, што значи дека градбата во општината воглавно се одвива согласно
законот, односно согласно донесените детални урбанистички планови. Како што реков пред малку, урбанистичкиот план детални на градот е ревидиран минатата година. Ние сите знаеме дека условите на живење и стопанисување се изменија и тој е прилагоден на овој плурален амбиент. Има доволен број на локации за изградба на индивидуални стамбени згради, на стопански капацитети, па имаме и резервни простори за евентуално проширување на индустријата. Дали сметате дека со ова конечно се е направено во поглед на урбанизацијата на Радовиш или пак? Па би бил нескромен ако кажам дека во Радовиш нема диви градби. Има понекоја се наоѓа, меѓутоа тоа се должи пред се на недисциплинираноста на дел од граѓаните кои се одлучуваат на тоа и со слабата реализација на програмата за уредување на градежно земјиште, кое што оди доста бавно од разни причини, така да луѓето побарувањата за градежни парцели е поголемо од можностите кои во моментот се пружат согласно програмата за уредување на градежно земјиште и можеби некои од тие причини се одлучуваат да започне со дива градба. Ние сме тука тоа да го спречиме, се трудиме колку можеме, мислам дека во наредниот период ќе имаме поголем број на вакви локации, со што и дивата градба ќе биде намалена. Добро, и користејќи го искуството од други места, од други градови и општини, одреден број на диво градби кои што може да се вклупуваат во плановите. Дали кај вас има така случај? Година во една населба, така наречена Коџа Бајр, извршено уклупување на неколку поголем број на такви објекти во соработка со собранието на општината и сега е во тек нивната реализација во смисол на комплетирање на документацијата на оние кои тоа го сториле, кои градиле, односно во тек е фаза на доделување на земјиштето, пошто тие ќе си платат надоместок за уредување на градежно земјиште и ќе ја добијат потребната документација за градба. Дали тој надоместок ќе биде онаков како што е и за оние други парцели кои што се во планот или пак е нешто? Тој е во склад со програмата за уредување на градежно земјиште кое што е донесува собранието на општината. Знаете зошто ви прашам? Затоа што диво градбата не е толку едноставен, туку е проблем комплексен. И токму затоа и што понатаму се презема за да се сузби, ако може така да се каже, појавата на дивоградбата. Па како што реков, покрај законските мерки кои ги превземат градежно-урбанистичките инспектори, ние правиме напори таму каде што може да излеземе во пресред на граѓаните и да тоа се вклопи во урбанистичкиот план, меѓутоа тоа не може да се прави поединечно за одделни објекти, туку тоа се прави комплексно таму каде што навистина има услови за тоа. Говориме за градот, веројатно урбанизацијата треба да навлезе или навлегува и во селските населби. Како што реков, 12 местни заедници, населени места од селата имат урбанистички планови и би рекол дека тие се доста подисциплинирани во селото, воглавном се гради согласно урбанистичките планови. Добро, отприлike тука би бил и крајот на денешнава емисија, програма на градови, во која говоревме за Радовиш. Без претензии дека се опфативме, почитувани гости, за градот и општината. Останува да ви заблагодариме за учеството во нашава емисија, а вам, почитувани гледачи, што со внимание не следевте, се надевам дека задоволивме дел од вашите вкусови. Благодарам на вниманието и довидување во некоја друга прилика. Благодарам.